По предупредување веќе подолг период дека и на Македонија и се заканува потенцијално ширење на делта сојот на COVID-19, на министерот Венко Филипче му текна дека навистина требало мерки. Филипче најави дека неделава ќе се реализирало и разгледало воведување на мерки на границите при влез во земјата, ама не и било каква реорганизација на институциите надлежни за справување со вирусот. Комисијата за заразни болести пак сега ќе разгледувала состојбата, очигледно заради тоа што кажа Филипче, а само пред некој ден рекоа дека се е под контрола и дека не требаат мерки. Евидентно е дека комисијата работи по диктат на Филипче и Зоран Заев, а не работи професионално. Филипче и по повеќе од година и пол од појавата на корона и 3 брана на вирусот и толку многу смртни случаи од последниот бран, никако да направи реорганизација на системот. За реорганизација и организација на здравствениот систем не се мрдна речиси ни со прст. Почнувајќи од тоа што минатата година, при појавата на вирусот и епидемијата, не се набави доволно количество на лична заштитна опрема, ниту пак есента минатата година, како и сите останати земји, не се стартуваше со набавка на вакцини, така да денеска, додека во другите земји е вакцинирано околу 50% од населението или повеќе, во Македонија зборуваме за 12 до 15% вакцинирани граѓани. Резултат на дисфункционалноста на системот се околу 5500 починати. Но зошто да се занимава со она кое што му е работа, кога може да се тера личен пиар и да се бркаат провизии? ВМРО ДПМН настапува подготвено, Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН подготви предлог мерки кои треба да се превземат од надлежните час поскоро и кои што требаше да бидат реализирани уште вчера. Накратко, ова се мерките. Прво, професионализација на Комисијата за заразни болести. Второ, забрзување на вакцинацијата против COVID-19. Трето, зголемување на контролата на границите. Четврто, достапност на тестирање за COVID-19. Пето, јасен и прецизен бел план за здравствениот систем при нов бран на COVID-19. Шесто, зголемување на достапноста за рентген и лабораториски анализи за пациенти со COVID-19. Седмо, актуализирање и обновување на протоколите за третман на пациенти со COVID-19. Осмо, мапирање на здравствениот персонал. Девето, план за пациентите со останати диагнози. Десето, мапирање на здравствените капацитети. 11, одредување на болници посветени за COVID-19. 12, мапирање на постоечката функционална апаратура. 13, достапност на соодветен третман за пациенти со COVID-19. 14, достапност на лична заштитна опрема. И 15, пост-ковид центри за пациенти кои што прележале COVID-19. Овие мерки не се спроведоа, речиси ништо од нив, освен неквалитетна шминка во здравствениот систем. Време е да се стави крај на неспособноста на ваквото раководење со Министерството за здравство. Ви благодарам.